Добро вечер, саботно издание на Дневникот, во него ќе гледате. Обезбедена нова опрема за пожарникарите преку СИПР. Полиција и инспектори во контроли на угостителски објекти. Во понеделник нова седница на Советот. Преку североисточниот плански регион обезбедени се нови возила и опрема за пожарникарите од Куманово и Ранковце. Во рамките на проектот предвидена и делумна санација на дел од објектот во Куманово. Координаторот на проектот Павловски информира дека ќе се изработи и апликација преку која граѓани ќе можат да пријават шумски пожар со точна локација и координати. 3 возила за гаснење шумски пожари, опрема за пожарникарите и делумна санација на објектот каде што е сместена Кумановската противпожарна единица, ќе добијат пожарникарите од Куманово и Ранковце преку проектот Заштита и превенција од пожари во микрорегионот општина Куманово, Липково, Старонагоричани и Ранковце, кој го реализира Центарот за развој на Североисточен плански регион. Надлежните се надеваат дека значително ќе се подобрат условите за работа. Преку проектот грантовата шема 2022-2024 на за инвестициски проекти со дигитална компонента на проектот Одржив инклузивен равномерен развој фаза 2, кој што е финансиран од Агенцијата за развој на Република Швајцарија и Министерството за локална самоуправа, преку форумски процеси беше аплицирано за 3 проекти, кои што граѓаните ги дадоа предлозите, во кои што по аплицирањето беше избран еден проект, а тоа е проектот кој што го поднесе ТПП територијална противпожарна единица Куманово, кој што се вика заштита од пожари во микрорегионот на општините Куманово, Липково, Старонагоричани и Ранковце. Противпожарната единица во Куманово аплицираше во соработка со територијална противпожарна единица Ранковце. Во проектот е предвидено да се реконструира гаражниот дел од ТПП Куманово, да се обезбедат 3 нови возила за шумски пожари, од кои што 2 ќе бидат за ТПП Куманово, а едно ќе биде дадено на ТПП Ранковце. Во склоп на проектот се предвидени и комплетно опремување на пожарникарите. Ќе бидат набавени 60 комплетна опрема од шлемови, комбинезони за шумски пожари и ќе бидат обезбедени и црева и напртњачи. Во рамки на проектот ќе се изработи апликација преку која граѓаните ќе можат навремено да пријават шумски пожар со точна локација, координати за да може навремено да се интервенира и да се спаси шумата. Предвидено е поставување на информативни табли во соработка ТПП Куманово во договор за партнерство со МКК Козја Куманово, да се формира волонтерски тим во соработка со мотоклуб Мечки и на тој начин да се дигне квалитетот на гасење и брзината на гасење на пожари во шумските региони. Исто така предвидено е и изработка на мобилна апликација и веб сервер кој што ќе ги прима податоците. Мобилната апликација замислена да функционира на начин кога граѓаните би се нашле во дел од шумски пожар, да испратат слика која што тачно ќе даде геолокацијата на пожарот за ТПП Куманово. Вкупно за проектот се одвоени над 21 милион денари. Средствата се обезбедени од Министерството за локална самоуправа и од Швајцарската агенција за обнова и развој. 4 часа по полноќ, полициски службеници од Одделот за униформирана полиција на подрачјата на секторите за внатрешни работи Скопје, Битола, Охрид, Куманово, Велес и Тетово во координација со представници на Државниот пазарен инспекторат и Управата за јавни приходи спроведоа акциска контрола во угостителски објекти на 185 локации, информира полицијата. При тоа констатирани се 5 прекршоци за присуство на малолетници по полноќ, и тоа на подрачјата на СВР Скопје, СВР Битола, СВР Куманово, СВР Велес и СВР Тетово. При контролите бил констатиран и еден прекршок по член 80 од Законот за оружје на подрачјето на Скопски Чаир, како и 2 прекршока по Законот за лична карта на подрачјето на СВР Куманово. Од страна на Државниот пазарен инспекторат, поради констатирани неправилности, запечатени се 2 угостителски објекта. Едниот во Сарај, а другиот во село Арнакија.
Српската заедница во земјава и годинава ја одржа свечената Светосавска академија во Скопје по повод денот на српскиот просветител Свети Сава. Пред присутните се обратија високи официјални представници од државата, како и од Србија и од Република Српска. Беше доделена и српската повелба, највисокото признание кое годинава го доби српскиот претседател Александар Вучиќ. Со свечена Светосавска академија во Македонскиот народен театар во Скопје се одбележа националниот празник на србите во земјава, денот на српскиот просветител Свети Сава. Пред присутните се обратија високи официјални представници од државата, како и од Србија и од Република Српска. Академијата ја отвори претседателот на организацијскиот одбор на Светосавската академија Иван Стоилковиќ, кој истакна дека му е чест што по 16-ти пат се одржува манифестацијата посветена на големиот просветител. Тој се надева дека ќе се подобрува положбата на србите во Македонија. Се надевам дека предизвиците кои се поставуваат пред македонската влада, согласно на предизвиците со кои се соочува, нема да се одразат на припадниците на српската заедница и дека македонската влада ќе продолжи да ги зголемува своите напори кога станува збор за грижата кон српската заедница во Македонија. Пред присутните се обрати и премиерот Ковачевски, кој упати пораки да се гради пријателство и мир. Потсети дека Република Србија и помогна на државата за време на корона кризата, кога достави првични количини на вакцини. Сега сме соочени со поинакви предизвици, кои се надевам заеднички ќе ги надминеме преку заеднички иницијативи кои ќе ни отворат нови видици на патот кон Европската Унија. Такви видици сега се отвораат преку нашата заедничка иницијатива Отворен Балкан, која е политика на отворени врати. Нашите врати, вратите на Република Северна Македонија, секогаш ќе бидат отворени за сите народи кои се пријателски, а еден од тие народи е и нашиот братски српски народ. Нашата заедничка иднина зависи од сите нас. Без разлика колку и да сме различни, сепак имаме една цел кон која сите стремиме: просперитетен, отворен и современ Балкан, ослободен од предрасуди, омраза и непријателства. Пред присутните во МНТ се обратија и Радован Ковачевиќ, советник на претседателот на Република Српска, како и заменик претседателот на владата на Србија и министер за одбрана на Србија Милош Вучевиќ. Срби у Севернoj Македонiji su se izborili da današnji dan bude nacionalni praznik našeg naroda u ovoj državi. Za naš narod ovdje je danas neradni dan, praznik, a mi svoje praznike obilježavamo tako što se okupimo u našim porodicama, sa našim prijateljima i komšijama, pomolimo u našoj crkvi za dobro svih. Srbi u Sjevernoj Makedoniji danas nisu išli na posao, već su radili nešto mnogo važnije. Naš narod u Sjevernoj Makedoniji se prisjećao svega onoga što je bio Sveti Sava. Naši ljudi su danas svojoj djeci govorili o čovjeku koji nije želio da bude vladar narodu, već je odabrao da bude sluga naroda, da svoj život posveti narodu. Znajte da ste vi ovdje obilježavanjem Svetog Save kao nacionalnog praznika svim Srbima u svijetu, a posebno srpskim državama, Republici Srpskoj i Republici Srbiji, danas, ali i svaki put do sada, dali primjer kako se treba obilježavati ovaj praznik. Cilj nam je da Svetosavlje, kao ideja prosvećenosti, sloge i bratoljublja, ostane duboko utkana u naše nacionalno biće, da generacije koje dolaze naučimo kako da žive život dostojan ideala koji nas je kroz vekove održao i sabirao. Sveti Sava ne pripada samo Srbima, on pripada svim ljudima dobre volje. Sveti Sava pripada svim hrišćanima. Njegovo delo je nadvremensko, ono nas i danas inspiriše.
Ono je tačka oslonca, Svetosavlje je tačka oslonca za ceo srpski narod, jer nam je pokazao put vere i dobra, na čemu treba da učimo, kakvi treba da budemo i kuda treba da idemo. Srbija se te 1219. godine uzdigla i uspravila i rekla da će sama odlučivati o sebi. I kada se Sveti Sava izborio za autokefalnost Srpske pravoslavne crkve, on se izborio i za slobodu našeg naroda, naše države, za naše pravo da govorimo svojim jezikom, da sami odlučujemo i biramo svoj put. I 804 godine posle, dok se svet nezaustavljivo menja i dok se igraju opasne geopolitičke igre, Srbija ostaje nezavisna i svoja, i zavisna isključivo i samo од интереса своga народа. Српската заедница во Македонија на председателот на Србија Александар Вучиќ му додели Светосавска повелба. Највисокото признание е благодарност што во тешките моменти на братскиот македонскиот народ му ја дава потребната помош, но и за заслугите за сесрпското единство, несогласување со губењето на слободата и честниот углед на србите во регионот и светот. Присутните имаа можност да проследат богата културно-уметничка програма која ја представува културата, духовноста и традицијата на српскиот народ. Генерален покровител на манифестацијата е председателот Александар Вучиќ заедно со владата на Македонија. Во музеот на град Неготино отворена биеналната изложба на цртежи скици 2022 во соработка со Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев Куманово. Во изложбениот салон се поставени 19 дела од академски ликовни уметници од Куманово. Осмото издание на биеналната изложба на цртежи скици 2022, проект на Кумановскиот Центар за култура, представува континуиран напор за реализација на идејата. Цртежот како ликовна дисциплина и понатаму да биде актуализиран и промовиран пред пошироката публика и ликовната критика. Во Занајчискиот дом во понеделник со почеток во 19 часот ќе се одржи промоција на документарниот филм Пиротско мало низ времето на Илјана Тричковиќ како главен уредник и Маријан Стошевски како помошник уредник. Промотор на филмот ќе биде Христина Алексовска. Советот на општина Куманово во понеделник ја одржи 18-тата седница. Советниците ќе дискутираат за преземање работници од јавното претпријатие Чистота и зеленило во Куманово паркинг, како и за стратегијата за рурален развој, план за одржување на јавни патишта и други точки. Седницата која ќе започне во 10 часот може да се следи во живо на Телевизија Плюс. Во понеделник со почеток во 10 часот ќе се одржи 18-тата седница на Советот на општина Куманово. На дневен ред ќе се најдат вкупно 19 точки. Советниците ќе расправаат за извештај за реализација на програмата за работа на Советот на општина Куманово за 2022 година, предлог програма за работа на Советот за оваа тековна година, предлог решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на статутот на јавното претпријатие Куманово паркинг, предлог решение за давање согласност на пречистениот текст на статутот на Куманово паркинг, како и предлог одлука за давање согласност на измена и дополнување на годишен план за вработување во 2023 година. Пред советниците ќе се најде и предлог одлука за давање согласност за преземање на работници од јавното претпријатие Чистота и зеленило во Куманово паркинг, предлог одлука за давање согласност за ангажирање на 30 работници во јавното претпријатие Куманово паркинг во 2023 година преку приватна агенција за вработување, предлог одлука за давање согласност на измена на годишен план за вработување во 2023 година на Основното училиште 11 октомври. Советниците ќе дискутираат и за стратегија за рурален развој на општина Куманово за периодот 2023-2027 година. Информација за запишување на ученици во прва година и актуелни состојби на средни училишта и јавната установа професор Мијалковиќ. Информација
информација за запишување на училишните обврзници во прво оделение во општинските основни училишта и актуелни состојби во основно образование. На дневен ред ќе се најде и предлог план за одржување на јавните патишта, предлог програма за измена и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Куманово, предлог одлука за финансиска поддршка за вршење работи од социјална заштита на здруженија и други правни лица, предлог одлука за давање на трајно користење на движни ствари, собственост на општина Куманово на јавното предпријатие Куманово паркинг, предлог одлука за давање на трајно користење на движни ствари, собственост исто така на општината на јавното предпријатие Водовод, предлог одлука за исплата на еднократна парична помош од буџетот на општината за 2023, предлог одлука за разрешување и именување на членови на општинскиот совет за превенција на детско представништво и предлог решение за разрешување и именување на представник од општината за член на училишен одбор во гимназијата Гоце Делчев. Седницата која ќе започне во 10 часот можете да ја следите во живо на Телевизија Плюс. Кошаркарите на Куманово утре го играат 12-тото коло од домашниот шампионат, а за противник го имаат составот на Шкупи. Мечот ќе се одигра со почеток во 16 часот во спортската сала на Перо Наков. Шкупи влегува како апсолутен фаворит во утрешниот меч со оглед дека го држи првото место на табелата и од 10 средби има само еден пораз. Од друга страна, Кумановкиот досега одиграни 10 надпревари бележат 2 победи. Неколку часа подоцна со почеток во 19 часот на истиот терен силите ќе ги одмерат кошаркарите на Куманово и Евроникел од Кавадарци. Станува збор за надпревар од 13-тото коло од првата машка кошаркарска лига во која кумановци на минатата средба впишаа победа по подолга низа порази. Со малку изменет ростер, Куманово го започнува вториот дел од сезоната и ќе атакува на кавадарчани кои имаат подобар ранг во табелата и со 7 победи и 5 порази се на 6-та позиција. Од друга страна, избраниците на Владимир Мирковски имаат само 3 победи, но по првиот меч годинава покажаа дека се подготвени таквата состојба да се промени. И во продолжение вести од Македонија. Ова е процес што секоја држава го поминува еднаш и завршува со членство во Европската Унија, па сите партии имаат одговорност во градење консензус за влегување во Унијата, вели премиерот Димитар Ковачевски. Сметам дека на нашата држава и треба окрупнување и издружување на сите прогресивни сили кои се за пристапување на Северна Македонија во Европската Унија, но не можам да кажам дали сум за или против, бидејќи тоа е одлука на телата на партиите, рече премиерот Димитар Ковачевски во емисија на Национална телевизија. Ковачевски вели дека постојат два концепта, едниот за Европска Македонија и другиот за изолација на државата. Кога станува збор за процесот на уставни измени, Ковачевски посочи дека тие се регулирани согласно законската и уставната процедура и дека најпрво треба да се напишат амандманите. Ковачевски изјави дека влегувањето на оваа тема во собранието зависи од поддршката од сите политички партии, бидејќи ова не е процес на европска интеграција на еден човек, една партија или една влада. Тој рече дека не сака да прејудицира дали мандатот на ова собрание ќе заврши без гласање на уставните измени, но вели дека останува рационален оптимист кој верува во остварување на целта. Алијанса за албанците по одржаното централно председателство формираше тим од самиот врв на партијата кој ќе преговара за евентуалното влегување на партијата во владата. Лидерот Арбен Таравари по синоќешната средба на партиското председателство во Тетово изјави дека денеска и во деновите од викендот ќе се прецизира стратегијата со која ќе настапат во преговорите, кои ќе бидат нивните барања и приоритети, а потоа и за кадровските решенија. Таравари заедно со уште 5 најблиски соработници ќе преговараат дали нивната партија ќе стане дел од владата и ќе се прошири владиното мнозинство. Покрај председателот, двата секретара и тројцата подпредседатели се дел од тимот за преговори. Барањата се подготвени со стратегија и постои можност да не успеат, односно се остава простор партијата да остане во опозиција.
28 јануари се одбележува како Европски ден за заштита на личните податоци, односно 17 години од донесувањето на Конвенцијата на Советот на Европа за заштита на личните информации, која представува прв правно-образувачки меѓународен документ во областа на заштитата на личните податоци, што има за цел да ја подигне свеста и да ги промовира добрите практики за заштита на приватноста и заштита на личните податоци. Новата македонска законска регулатива, донесена во февруари 2020 година и согласена со постојната европска регулатива, започна да се применува од 24 август 2021 година. Од почетокот на нејзината примена во регистарот што го води Агенцијата за заштита на личните податоци, 5621 контролори, фирми и државни органи назначиле офицер за заштита на лични податоци и ја започнале или завршиле постапката за усогласување на своето работење со Законот за заштита на личните податоци. Со мала анализа на регистарот може да се утврди дека повеќе од половина од државните органи не само што не ја започнале постапката за усогласување на своето работење со Законот за заштита на личните податоци во изминатите 18 месеци, туку воопшто немаат назначено внатрешен или надворешен офицер за заштита на лични податоци. Фрапантен е примерот со општините, само 12 општини од вкупно 81 назначиле офицер за ЗЛП и се запишале како контролор во регистарот на офицери што го води агенцијата. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно. Максималната температура се искачи до 3 степени, а минималната беше минус 2 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат облачно време. Дневната температура ќе достигне 3 степени, а утринската ќе биде минус 4 степени. Тука е крајот на оваа саботно издание. Ви посакувам убава вечер.